Со работна средба стартуваше посетата на владината делегација во Вашингтон. Премиерот Христијан Мицкоски веднаш по пристигнувањето одржал состанок со Крис Павловски, бизнисмен со македонско потекло, со кој разговарале за потенцијално инвестирање од неговата компанија во Македонија. Во Вашингтон имав исклучително продуктивен долг состанок со мојот пријател Крис Павловски, собственик на Рамбл компанијата, каде дел од акционерската структура се и Хауард Лутник, новиот министер за економија на САД, и Венс, подпредседателот на САД, како дел од новата администрација на председателот Трамп. Капиталот на Павловски од Forbes е проценет на 1,2 милиарди долари. Разговаравме за инвестиции на Рамбл во Македонија во делот на дигитализацијата, напиша премиерот Мицкоски. Според експертите, ова е многу значајна средба и сите планирани активности на премиерот во Соединетите Американски држави отвораат хоризонт на можности и перспективи за Македонија. Ваквите средби се уште еден доказ дека Соединетите Американски држави се стратешки партнер на Македонија. Средба со Крис Павловски, кој што има македонски корени, кој што има контакти и со Илон Маск и со администрацијата на новата администрација на Доналд Трамп, може многу да помогне, и не само тој, туку и многу други македонци кои што, односно американци или канаѓани кои што се македонски корени. Средбите со тие луѓе се драгоцени, средбите со званичници од новата американска администрација се исто така многу важни. Мицкоски како единствен лидер од Балканот ќе присуствува на инаугурацијата на 47-миот председател на САД, што практично утре ќе биде најважниот настан во светот. Според експертите, ова е големо охрабрување и за владата и за македонските граѓани. Според Ѓорчев, поддршката од САД ќе биде многу важна, особено во делот на проширување за Западен Балкан. Ние сме единствена земја што има стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, подпишано 2008 година. И мислам дека тоа е уште еден доказ дека ние имаме пријатели во светот, што е многу важно да македонските граѓани се почувствуваат безбедни, сигурни, дека имаме и ние некој кој што се грижи, дека сме држава која што има веќе, би рекол, на некој начин голема перспектива, и тоа е значи големо охрабрување и за владата и за македонските граѓани. Мицкоски е во друштво на министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски, заменик председателот на владата и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Инаугурацијата е закажана за утре, а се најавува присуство на бројни председатели и премиери, но и први луѓе на светските организации. За сега е јасно дека нема да присуствуваат рускиот и кинескиот председател Владимир Путин и Си Џинпинг, а како представник Кина го испраќа подпредседателот Хан Женг. Нема да оди ниту унгарскиот премиер Виктор Орбан. На инаугурацијата сепак ќе присуствуваат и поранешните американски председатели Барак Обама, Џорџ Буш и Бил Клинтон.